Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Еве, ја утре започнуваме нашата програма. Денеска е 9 јуни, четврток 2022 година. Еве на почетокот една мудра мисла. Можеме да го прифатиме конечното разочарување, но никогаш не смееме да ја загубиме бесконечната надеж. Ово го напишал Мартин Лутер Кинг, очигледно човек кој се борел за правата на црнците. Можеби тој тоа го искусил и затоа еве таа своја мисла ја преточил и во реченица. Има разочарување во животот, не смееме да се претвориме, односно да мислиме дека ете животот е само разочарувања, нема и срекни моменти. Затоа тој напишал: не смееме да изгубиме бесконечната надеж. Постои една изрека во народот дека надежта последна умира. Всушност, надежта е таа сила која ни дава потик да може да ги живееме деновите кои Господ ни ги подарува. Одеме сега со една песна, потоа ќе се вратиме да ги отпочнеме и сервисните информации во наша денешна програма. Руке подижемо Теби, Твоме силном имену, хвала Ти за љубав, то спасење, за ту жртву што си дао, на духовни ради нас, јер Ти си Бог, силна чуда чиниш Ти, нико nije kao Ti, niko nije kao Ti, jer Ti si Bog, silna čuda činiš Ti, niko nije kao Ti, niko nije kao Ti. Daj da budemo tad spremni za večno sa Tobom, jer Ti si Bog, silna čuda činiš Ti, niko nije kao Ti, niko nije kao Ti, jer Ti si Bog, silna čuda činiš Ti, niko nije kao Ti, niko nije kao Ti, jer Ti si Bog, silna čuda činiš Ti, niko nije kao Ti, niko nije kao Ti. Еве неповторно во емисија, почитувани гледачи, да ги проследиме денешните сервисни информации. Веќе рековме, денеска е 9 јуни, 160 ден во ова календарска година или 205 дена до крајот на ова календарска година.
Сонцето изгрева во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 4 минути. Што се однесува до временската прогноза, како што веќе објавувавме во минатите денови, ова недела и минатите денови, па и денеска имаме променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Така ќе биде се до сабота, односно до недела, кога се очекува времето да се стабилизира. Денеска ќе имаме UV зрачење 7. Според картата што ја гледам овде на Република Македонија, ќе имаме слично време во целата земја. Температурата ќе се движи од крајниот запад од 10 до 18, до крајниот југ, Гевгелија, од 16 до 29 степени. Насекаде ќе има грмежи, секако со локален карактер, но ќе има врнежи, грмежи и делумно сонце. Во Теквишијата ќе биде од 15 до 28 степени, моментално е плюс 16. Во Пелагонија од 13 до 26, посвежо ќе биде во Охридскиот регион од 12 до 23 степени, а во Скопје температурата ќе се искачи до 27, Куманово 24 и Беровскиот регион до 22 степени. Очигледно имаме релативно свежо време, утринските часови се свежи и ноќните, а во текот на денот, сепак температурата ќе биде малку потопла до 28, 29, но како е да е, очекувајте нестабилно време уште 2-3 дена, а потоа температурата ќе се стабилизира. Така ќе биде и за време на утрешниот ден. Утре ќе објавиме за следните 3 дена, каде што се очекува исто така нестабилно време и подобрување на времето од сабота вечер, недела, понеделник, така да наредната седмица се очекува стабилизирање на времето. Од Автомотосојузот на Македонија ги објавуваат редовните информации кои гласат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, иако имаше синоќа и дожд во некои делови од нашата земја, но сепак тоа е суво веќе и патиштата се проводни, односно се вози по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини умерен, на граничните премини нема подолги задржување од македонска страна за влез и за излез од нашата земја. Автомотосојузот на Македонија и понатаму препорачува прилагодена брзина на движење, на возење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилото, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клицури каде што има можност за појава на одрони. Такви делници се Скопје, Катланово, Велес, Виница, Берово, Кочани, Делчево и Маврово, Дебар, Струга. Посебен режим има на оние патишта каде што се изведуваат градежни активности, како што е патот Кавадарци, односно градско Прилеп. Вие кои возите на таа делница, знаете, се пробиваат тунели, према Прилеп нов пат се прави, така да возите внимателно, посебно тамо каде што се поставени и овие сообраќајни знаци. Што се однесува до следнава рубрика, на денешен ден имаме интересни работи што се случиле, ќе ви спомнам, ќе се подсетиме, на денешен ден, 9 јули, 68 година после Христа, римскиот император Нерон извршил самоубиство по ерупцијата на народното незадоволство. Тој ја превзел власта по смртта на царот Клавдиј и во почетокот бил под влијание на својот учител, филозофот Сенека. Во 64 година избувнал пожар во Рим, за кој се смета дека го подметнал Нерон. На денешен ден, 1661 година, роден е рускиот цар Фјодор III Алексеевич Романов, кој по смртта во 1682 година го наследил неговиот полубрат Петар Велики. Фјодор III Алексеевич Романов станал цар во 1676 година, бидејќи бил малолетен и болежлив, тој не бил во состојба самостојно да владее. Тогаш со земјата управувале неговите војковци.
1781 година на денешен ден роден е англискиот инженер и пронаоѓач Џорџ Стивенсон, таткото на железницата, кој во 1840 година ја конструирал првата употреблива парна локомотива. Во 1825 година ја проектирал првата јавна железница пруга преку Стоктон, Дарлингтон и ги вовел челичните шини наместо дрвените, а во 1829 година ја изградил и пругата Ливерпул-Манчестер, на која неговата локомотива Роки постигнала тогаш рекордна брзина од 56 км на час. Во Њукастл во 1823 година ја основал првата фабрика за локомотиви. Ете, тоа се случило на денешен ден 1781 година. На денешен ден 1898 година со договорот меѓу Лондон и Пекинг, Кина на Велика Британија и го остапил Хонг Конг на 99 години. Британскиот назив на Хонг Конг бил Викторија. На денешен ден 1928 година медицинскиот гласник на британската кралска академија објавил дека микробиологот Александар Флеминг го пронашол првиот пеницилински антибиотик, кој набрзо пошал масовно да се употребува за спречување на инфекции. Флеминг, Флори и Чейн во 1954 година ја поделиле Нобеловата награда за медицина. На денешен ден, 1967 година, египетскиот председател Гамел Абдел Насер, еден од пред завршувањето на шестдневната израелско-арапска војна, поднесол оставка поради понижувачкиот двоен пораз на Египет, но подоцна на референдумот египјаните гласале да остане шеф на државата. Ево уште две информации ќе ги прочитам. Значи, настани што се случиле на денешен ден. 1991 година американците ја почнале евакуацијата на воздухопловната база на Филипините, која била загрозена од силна ерупција на вулканот на блиската планина Питантубо. Вулканот бил во мирување цели 600 години. Благодарење на навременото предупредување, бројот на загинатите филипинци не бил поголем од 100, додека 250.000 луѓе останеле без покрив над главата. И еве уште една информација. 1998 година последниот американски астронаут го напуштил мир, со што завршило руско-американската соработка Нова руска вселенска станица. Ете, тоа беа само дел од настаните кои се случиле во минатите години и столетија, но еве денес се подсетивме за некои што и ги прочитавме. Ете, толку беа сервисните информации, почитувани гледачи, одеме сега повторно со песна. Ја со вера гледам на тој груби стар крст, љубов мило што ни открива. Да на него Исус беше срамно распнат, да ме избави од грех и зло. Колку драг ми е тој стар крст, ни цел живот ке го ценам јас. Како замена за тој стар крст, Исус круна ке ми подари.
so krve natope, težo grupi rapa, no i tako knjaz Boce nam zna. Na nego ja gledam, ta Božja ljubav, što za večnost pak ni otvora. Kolku drag mi je tvoj star kraj, ni cel život je Goce nam ja. Kako zamena za tvoj star kraj, Isus krunake mi podari, Isus krunake mi podari. Počno gledači, ja sledite utrinskata programa na Radio Glasna Nadešta, emisija koja se emitova sveko jutro od ponedeljnik do petok v 8 časot i 30 minuti. Sledova rubrikata Kapkina mudrosta i kratka utrinska prikazna. Еве неколку капки на мудрости што сакам да ги споделам во овој час со сите вас, почитувани. Искуството е најдобра школа. Само школарината е премногу скапа. Добрината на човекот е пламен кој може да биде сокриен, но никогаш изгаснат. Господ дава, дава и простова човекот, додека човекот зема и заборава. Минатото е крадец што не може ништо да даде, а може да ви ја земе убавата иднина. Битката ја добива само оној кој одлучил да победи. Значи мора да бидеме секојаш оптимисти. Животот е премногу краток за да се нервираш за луѓе кои не вредат ни да ти бидат проблем во твојот живот. Еве некој тоа го запишал. Живи како што сакаш ти, а луѓето остави ги, ти онака ќе зборуваат. Вистинскиот пријател никогаш нема да ти застане на пат освен ако одиш надолу. Роден си оригинал, не умирај како нечија копија. Не се лоши времињата, туку луѓето. И една од мудрост од Соломон, кој намигнува со окото, задава тага, а кој зборува лудо, пропаѓа. Еве тоа беа неколку те капки на мудроста, почитувани гледачи, сега да ја проследиме утринската вистинска приказна. Насловот е Твојата мајка. Мојата мајка имаше само едно око. Ја мразев. Беше срамота за мене. Во нашето училиште приготвуваше храна за учителите и за нас. Еден ден додека уште бе во тоа основно училиште, мајка ми влезе во класот и ме поздрави. Ми беше толку многу срам. Како можеше само тоа да ми го направи? Ја игнорирав и упатив поглед пон со омраза и побегнав. Подосна сите мои пријатели ми се подсмеваа и ми велија: ужас, твојата мајка има само едно око. Пропаднав земја и посакав мојата мајка да ја нема повеќе. Кога повторно ја видов, станав и реков: ако повторно мислиш да ме правиш предмет на исмејување, подобро да не доаѓаш и да умреш. Мајка ми ништо не ми одговори. Не застанав ниту за миг да размислам што реков, бев пон со омраза и без во себе. Бев незаинтересиран за низините чувства. Едноставно што сакав е да побегнам што подалеку и да немам никаков контакт со неа. Во касниот живот учев многу и тешко. Така да добив шанса да одам во Сингапур и да студирам. Бев пресреќен, се оженив, купив куќа и добив своји деца. Бев среќен со својот живот, со своите деца, иако живеав во туѓа земја. Но еден ден дојде мојата мајка да ме посети. Ме немаше многу години видено,
а и внуците исто, се појави на вратата. Моите деца почна да ја исмејуваат. Јас почнав да и се дерам како може само така да се појавува непоканета. Се дерев, како можеше да дојдеш? Па ти не ми се јави, па кој те повика? Како можеш да дојдеш тука така и да ми ги плашиш децата? Оди си од тука. Мојата мајка самотивка одговори: извините, мора да сум ја погрешила куќата, и замина. После неколку години дојде писмо кај мене. Во тоа писмо пишуваше дека сум повикан на матурска. Ја излажав жена ми дека треба да одам на службен пат. Кога ме видоа соседите, ми рекоа дека е веќе мртва. Ниту една солза не пуштив. Ми дадо едно писмо и ми рекоа дека е од неа. Мил мој сине, го отворив писмото, а внатре пишуваше: мил мој сине, мислев на тебе цело време. Извини што така упаднав во твојата куќа и ти ги исплашив децата. Ми беше драго дека си успел во работата и дека ќе дојдеш на прослава овде. Јас можеби нема ни да станам од креветот да те видам. Жал ми е што секогаш те срамував и ти бев терет. Гледаш, кога беше мал се случи една несреќа и го изгуби едното око. Како мајка не можев да поднесам да растеш со едно око. Докторите те прегледоа и ми рекоа дека е можно да се направи операција. Тогаш јас ти го дадов моето око. Бев пресрекна кога знаев дека мојот син го гледа светот за мене со тоа око. Со љубов секогаш за тебе, твојата мајка. Наистина, жалосна приказна, почитувани гледачи, но ете тоа се случува. Ова дете било навистина несвесно, сигурно не би постапувало така како син кон својата мајка. Меѓутоа, сепак не може да ги оправдаме неговите гестови и се оно што тој го правил, како ја мразил, како се срамел од родената мајка. Но кога, мајката ги затворила очите, кога повеќе не можел да ја каже фала ти мајко, било доцна, но сепак сватил зошто неговата мајка имала само едно око. Бидејќи таа го дала своето око, тој да има око, тој да го гледа светот. Може би ние понекогаш сме неблагодарни кон нашите родители, што не ни оставиле големо наследство, што не ни оставиле пари или она што го имале ни го дале, или пак имат може би некои физички недостатоци, но сепак тие се наши родители, наши татковци, наши мајки. И затоа нека ова приказна ни не потикне да имаме почит кон родителите, какви се, такви се, тоа се наши родители што Господ ни ги дал, односно тие не донеле на свет. Тоа беше утринската порака и капки на мудроста за утро. Сега повторно ќе одеме со песна и ќе се вратиме да го последиме утринскиот стих.
се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Поздрав до сите гледачи во Македонија, да не ги спомнам сега градовите, во Србија, во Германија, Холандија и во другите европски земји, а секако и преко океанските земји како што е Австралија и Америка. Следува рубриката Утрински текст, кој го наоѓаме во Евангелието според Матеја, 26 глава, 39 стих. И отиде малку потаму и падне на своето лице и се помоли велејки: Татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како ти. Во Гециманската градина Христос страдал заради човекот и човечката природа на Божиот син, но таа човечка природа на Божиот син се тетаревала под стравичниот ужас на вината заради гревот, се додека од неговите бледи и растреперени усни не се отргнал очајнички извик: Татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Човечката природа тогаш и таму би умрела од ужасната свест за гревот, ако еден од небесните ангели не дошол да го засили за да ја поднесе агонијата. Христос морал да ја претрпи смртта која им била изречена на оние кои го прекршиле Божиот закон. Застражувачка е вистината дека грешникот кој не се кае ќе падне во рацете на живиот Бог. Ова било проверено низ историјата при потопот на Стариот свет и со огнот што паднал од небото и ги уништил жителите на Содом. Но ова никогаш поизразено не било покажено како при Христовата агонија, агонијата на Синот на бескрајниот Бог, кога тој го зел на себе Божиот гнев што бил насучен на грешниот свет. Токму како последица на гревот, на престапот на Божиот закон, градината во Гециманија станала впечатливо место на страдање за целиот грешен свет. Никаква тага, никаква пресмртна борба не може да се мери со она што го издржал Божиот син. Човекот не морало никогаш да стане носител на гревот и тој никогаш нема да го дознае ужасот што со себе го носи проклетството на гревот што Спасителот го поднел. Ниедна тага не може да се споредува со тагата на оној врз кого што со сета сила паднал Божиот гнев. Човечката природа може да издржи само ограничен број на проби и искушенија. Смртникот може да издржи само ограничена мерка, а потоа човечката природа доживува слом. Но Христовата природа имала поголема сила да ги издржи страдањата. Агонијата што ја претрпел Христос го проширува, продлабочува и дава пошироко разбирање за природата на гревот и природата на одмаздата, која што Бог ја насочил на оние кои продолжуваат да живеат спротивно на Божјата волја. Еве, почитувани гледачи, тоа беше соодветниот коментар врз основа на текстот кој го прочитавме денеска во Матеја, 26 глава, 39 стих. И отиде малку потому и падне на своето лице и се помоли велејки: Татко мој, ако е можно, нека ме одмине ова чаша, но не како што јас сакам, туку како ти. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, сега да ја видиме и рекламата за онлайн дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата.
Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во програма, почнуваме гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Ги поздравувам и нашите гледачи од Босна и Херцеговина, Хрватска, па видиме и од Словенија, така да сите сте добре дојдени во нашата денешна емисија. Што се однесува да ги запознаеме библиските личности, денеска би кажале нешто за Римското царство. Познато дека за време на Римското царство Исус Христос бил фатен, односно се родил во тоа време, па потоа фатен и распнат на крст. Еве да прочитаме нешто за Римското царство, за она што тие го правеле. Всушност, и апостол Павле живел во тоа време, често пати тој патувал и знаеме дека животот го завршил токму под управа на римската власт. Во почетокот јудејските територии не паднале целосно под власта на Рим. По заземањето на овие територии, местото било претворено во римска провинција. Во 66 година евреите организирале бунт против римските владетели од Јудеја. Востанието било задушено од страна на Тит и останатите раководители. Во обсадата на Јерусалим во 70-та година, римјаните го уништиле големиот дел од Ерусалимскиот храм и според некои кажувања ограбиле многу важни артефакти од еврејската историја, како на пример менората. Евреите од во римската провинција продолжиле да живеат во помал број се до вториот век, кога Јулиј Север во втората јудејско-римска војна го задушил востанието на Симон бар Кохба. Во текот на повојната, во 985 година, селата биле целосно уништени и поголем дел од еврејското население од централна Јудеја во суштина било збришено или убиено, продадено во робство или прогонето. Прогонето од Јерусалим, евреите се засолниле во Галилеја. Имено тоа е познато дека историјата го забележала што се случило настанот во 70-та година. Тоа го кажал и го прорекол и самиот Исус Христос, дека храмот нема да остане нито камен на камени, дека ќе биде запален и уништен. Тоа го направиле римските војници под управа на војсководителот Тит. Тој им наредил да не го палат храмот, меѓутоа полакомени дека ќе најдат злато внатре. Некој војник фрлил факел, храмот бил запален и со копјата сите каменови ги расклателе, мислики дека внатре има сокриено злато. И така дословно се исполнило пророштвото што Исус го кажал дека нема да остане нито камен на камен. И покрај неуспехот на востанието на Симон бар Кохба, евреите останале во Израел во поголем број, поминувајќи низ голем број на конфликти и недоразбирање помеѓу нив и римјаните. Меѓутоа, сите оние кои ги слушале, ги читале пророштвата што Господ ги кажал, на време го напуштале Јерусалим и останале живи, се сокрили во јудејските планини, така да еве некои пребегнале дури во Галилеја. Меѓутоа, тие кои останале внатре и кои ги утврдувале пророштвата и тие предупредувања, едноставно биле убиени. Всушност, неколку месеци градот бил опколен со римска војска, додека водата, храната не употребиле и не искористиле. Кога снемало вода и храна, дури своите деца ги јаделе, запишала историјата. По улиците имало многу убиени луѓе, крв се леело. Тоа е затоа само што останале неми тогашните луѓе на пророштвата што Господ ги кажал. Во овој период се појавиле поголем број на верски учења и значи во тоа време, еве во 351 година во Ципори еврејската популација организирала востание против владењето на Констанци Гал. Така се нарека овој човек кој било крваво задушен. Значи имале повеќе такви покушаи да направат востание против римската власт, но имале секогаш неуспех. Како е да е, тоа ни е запишено и во Библијата,
i vo istorijate. I sa to se dokaže дека почитувани гледачи денешната Библија е веродостојна, оригинална, односно веродостојна на она што било запишено и денеска може да го читаме и да и веруваме на Библијата на Свето писмо. Доколку сакате да имате Библија, бесплатно може да ви подариме, само пишете на нашата адреса, јавете се, а ние ќе ви испратиме по пошта да имате ваше Свето писмо, да може да читате за апостолите, за сите настани кои се запишени и во Новиот Завет и во Стариот Завет. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи. Znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja si čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Pastir si moj, kad padnem ti dižeš me. Pastir si moj, znaš slabosti moje sve. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja svih čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, kad padnem ti dižeš me. Pastir si moj, znaš slabosti moje sve. Ti hrabriš me, ti nosiš me u toplome naručju svom. Od nevolja svih čuvaš me i daješ mi siguran dom. Pastir si moj, ti znaš kada gubim put. Pastir si moj i sa mnom ti ideš svud. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, со рубриката да ги запознаеме нашите градови и села во нашата република, односно во нашата земја Македонија. Денеска би сакал да споменеме, досега не сме го споменали овој град, Струмица. Струмица се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија. Според пописот од 2002 година, градот имал 35.311 жители и според тоа е најголем во југоисточниот планински регион и 10 најголеми градови во Македонија. Според најновиот попис од 2021 година, секако таа бројка е померена, дали нагоре или надолу, не знам, немаме податоци, но како е да е, според 2002 година, според тој попис, градот Струмица имал 35.000 жители, така да представува еден од 10 поголеми градови во Македонија.
Strumica, kako grad leži vo Strumičko Topole, na padinite na planinata Jelenica, kada što je smestena srednovekovnata tvrdina Carevi kuli. Gradot je sedište i na istata opština. Potvrda deka Strumičkiot kraj bil gusto naselen ušte v antičko vreme je postojenjeto na neolitskata naselba Stranata kaj seloto Angelci. Ova arheološko naogjalište nudi novi saznanja za docniot neolit, bidejke naselbata datira od okolo 4500 do 3008 godina pred našata era. Zova do skoro se znajalo deka postoji samo vo Brigalničkiot i ovče Polskiot region. Najnovite navodi kaj Strumice je potvrduvati tezata za postojenjeto na neolitska sobrakjajnica od bregot na Egeskoto more do centralni del na Balkanot. I сега ovdje imamo mnogo istorijski fakti koji bili otkrijeni. Mislim da to svega nema potreba da go čitam. Se spomnuvat podatoci za vremena vizantijsko-slovenski od period. Odeme po natamu, evo ke spomenujem samo delot osmanlinski od period. Vo periodot od 1382. 1383. godina Strumica i Strumičko Topole potpuno potpadnale pod vlasta na Turcite. Strumica vo osmanlinski od period vo turskata administracija bila narekuvana u Strumđe. Taka je vikale Strumica Turcite u Strumđe. Ta bila priključena kon Kustendilski od Sanđa kada je bil uspostaven spahijsko-timarski sistem. Vo gradu bilo naseljeno nomadsko-stočarsko-turkmensko naselenije. Taka što grad go smenil svoj tlik i započeo da dobiva orijentalen izgled. Strumica spored popisot od 1519. godina imalo 2718 žitelji, od koji 1450 hristijani, a 1330 muslimani. U toj period se odvivala i zasiljena islamizacija, na što se doloži zgoleminjot broj na muslimani. 2200 na popisot od 1517. godina nasproti 1230 hristijani. Znači, u to vreme je imalo poveke muslimani zato što bile doseljeni od drugi državi. Strumica vo 20. vek. So prvata Balkanska vojna od 1912. godina Turcite bile pobedjeni i isterani od Makedonija, a su to i od Strumica od strana na balkanske te sužnici Srbije, Bogarije, Grcija i Crna Gora. Vo Strumica zavladejala, togaš Bogarija vladejala. Utekot na letoto od 1913. godina Strumice i okolinata doživjeli ušte jedna vtora pored kratkotrajna, no vandalska i žestoka okupacija od strana na grčkite okupatore. Evo, gledate kako istorijate se menova i okupatorite se menovale te Turci, te Bugari, te Grci, podosna za vremena Vtorata svjetska vojna povtorno Bugari, Srbike vlade, taka se menovala istorijata. No kako je da je? Strumica su mirovnio dogovor od Bukurešt 1913. godina sepak ostanala pod vlasta na Bogarija. Pod bugarska vlast Strumica ostanala se do 1919. godina koga su mirovnio dogovor od Versaj so koje je završena prvata svjetska vojna vlegla vo sostavot na kralstvo to SHS, znači Srbija, Hrvatska i Slovenija. Dobro, odem po natamu, evo nekoj ponovi informaciji. Vo poširokiot region na Strumičkiot region, kada što pokraj gradot se nogja tušte 74 sela. Vo 2002. godina bile zapišeni 92.625 žitelji i so to predstavova najnaseljena oblast vo Istočna Makedonija. Strumica je najgolem grad, kako što spomnavme veke, vo jugoistočniot region. Sega ima i poveke opštine, ima i Novo selo, ima Vasilevo, znači se podelila Strumičkata opština na poveke opštini, no site sela vključuvajki gi, znači gradu Strumica ima nekada okolo 92.000 žitelji. Najmnogo ima Makedonci, 32.000, ima Turci dosta, sve što stanate, 2642, Romi ima 130, Albanci 1 samo, Vlasi, Srbi ima 175, Bošnjaci 5 i taka na tom. Kako je da je? Ako imate prilike, ako ve nosi patot za Bogarija,
preko Radoviši Strumica, slobodno navratite u Strumica da go razgledate i da uživate vo golemite, širokite bulevari. Eve, toliko za Strumica, ke kažeme сега kratko i za zdravjeto, odnosno kajsija za zdravje i za dolgovečnost. Znači, ke kažem nekoliko zborovi za kajsijata koja je polezna za upotreba vo našата ishrana. Jadejki georevite i suvite kajsi žitelите na долината Хунза доживеле длабока старост. Маслото од семка на кајсија, koje некогаш се користело за готвење, се помалку е во употреба, а помладите жители се повеќе се подложни на седење и на неактивност. Локалниот доктор Кваджа Кан за британски Индепендент изјавил: овие луѓе беа многу витални. Доколку би ги преживеале детските заболувања, би имале екстремно долг и продуктивен живот. Освен чистиот воздух, значи станува збор за овие луѓе од племето, од народот Хунза, односно долината Хунза, кои користеле семки од кајси и самите кајси ги користеле. Значи, освен чистиот воздух и планинската клима, влијанието на кајсијата и маслото од нивната семка често се поврзувало со долгиот и квалитетен живот на жителите. Здравствените предности на кајсијата се препознаени на запад. Добри се против запек, различни кожни проблеми, болки во мускулите, болки во увото. Ова дрво, кое дава вкусни жолти плодови, му припаѓа на семејството сливи и се одгледува во многу земји, па ете и во Македонија, посебно во Тиквишијата во Росоманскиот регион. Ова дрво, кое дава вкусни жолти плодови, кајсиите одамна се користат како свежи, така и сушени. Правилно сушените кајси ги задржуваат сите своји корисни квалитети. Кајсиите се многу богати со каротин. Овој плод исто така содржи целулоза, пектин, витамин B1, како и органски киселини, винска киселина, јаболкова киселина, лимунска киселина и така натаму. Кајсиите одамна се користат за лекување и за превенција на различни болести на бубрезите, како и главно за кардиоваскуларните болести. Прво истражувачите тврдат дека кајсиите се корисни и за срцето. Значи, тие го зајакнуваат кардиоваскуларниот систем и ја спречуваат појавата на кардиоваскуларни болести. Ова се должи најмногу на високата доза калиум, кој го подобрува здравјето на срцето и го нормализира крвниот притисок. Се препорачува редовна консумација на овој плод од луѓето што страдаат од анемија, бидејќи кајсиите се го зголемуваат нивото на хемоглобинот во крвта. Сепак, ова овој треба да се ограничи во исхраната на луѓето со болести на црниот дроб и на тироидната жлеза. Значи, они кои имаат такви болести, малце поретко да ја користат кајсијата. Еве да прочитаме при крајот здравствените придобивки од кајсијата. Прво, тие се ниско калорични, но богати со витамини А, B2, B3, С витамин, како и со корисни природни шекери. Содржат 10 пати повеќе магнезиум од другите овошја. Познатиот блискоисточен доктор Авицена пишувала за големата лековитост на ова овошје. Сокот од кајс е добар извор на калциум и на железо и тоа е причината зошто им се препорачува на бремените жени и на малите деца. Сувите кајси се богати со калиум, карбонат, кој е потребен за луѓето што патат од различни срцеви проблеми, особено анемија. Чајот кајсија ги намалува болките поврзани со проблемите со системот за варење. Кајсијата е совршен диуретик. За максимален ефект се препорачува 70 до 80 грама сок од кајсија 6 до 7 пати дневно. Има многу придобивки, затоа пазарите се богати, се уште има кајси, барем овде во Теквишијата, затоа сите вие кои имате прилика, купите денеска и употребете кајсијата во вашата исхрана. Кога зборуваме за здравјето, би сакал да ве известам, почитувани гледачи, дека имате изваредна можност, сите вие кои сакате да присуствувате на здравствениот камп во организација на здравствениот клуб Моје здравје од Македонија, се организира здравствен камп од 13 до 17 јули 2022 година во мотелот Изгрев
Ponikva, to je 20 km dalečino od Kočen. Jedna ubava природа, кај што може да присуствувате и да учествувате во разни работилници. Значи, има квалитетни предавања, работилници за подготовка на здрава храна, пешачење, вежби за рехабилитација, психолошки работилници, стручни совети, здрава исхрана, креативни работилници и многу други активности. Ке бидат предавачи следниви лица: Маја Велковска, нутриционист од Кавадарци, Вилма Методиева, психолог од Неготино и Владо Хавран, културолог од Белград. Тие ќе бидат предавачи. Може се пријавите уште денеска, бидејќи пријавата веќе тече до 15 јуни на телефон 076 468 718. Значи, слободно јавите се, цената е околу 100 евра. Поточно 5990 денари без патни трошоци. Во таа цена е вклучен престојот, спиењето, 3 пати јадење и бесплатно учествување на сите овие работилници што предмалку ги прочитав, ги спомнав, а патните трошоци од вашето место на живење до самиот мотел и назад паѓа на ваш трошок. Мислам дека цената е прифатлива. Имате полн пансион со 3 оброци, уживате во една прекрасна природа и затоа јавите се уште денеска на телефон 076 468 718. Еве толку за овој здравствен камп кој ќе се одржи на Пониква ова лето. Одеме сега со песна и ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика во ова наша денешна програма. No.
повторно во студио. Ја следите програмата на Радио Гласна надежда, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува последната рубрика во нашава денешна програма, во нашата емисија, тоа е зборуваме за Библијата, веродостојноста на Светото писмо и што ни кажува денешната археологија. Апостол Павле во своите посланија, па и во дела на апостолите, апостол Лука зборува за Павловите патувања. Знаеме дека ги имал неколку патувања и еве ќе спомнеме денеска за првите луѓе од Антиохија. Продолжувајќи таа прва мисионерска кампања, Павле и Варнава на крајот пристигнале во Писидијска Антиохија на денот на сабота. Тоа бил сабота ден. Павле добил покана да зборува во синагогата. Неговата беседа била толку убедлива што следната сабота повторно морал да зборува. Значи го повикале христијаните и следната сабота да зборува. Сепак евреите биле исполнети со љубомора и тие потекнувале едноставно не го сакале сите апостол Павле, но како е да е, знаеме дека ги потекнувале ортодоксните евреи, оние незнабожците, да се бунат против Павле и против неговата наука. И кога читаме во Дела 13 глава 50 стих пишува дека проповедниците Господови биле прогонувани. Кога луѓето го користат изразот првите луѓе од градот, тој правилно ја користи титулата дадена на судскиот совет во грчките градови. Значи, Лука зборува дека првите водачи во градот, првите луѓе се побуниле. И сега ова археолозите го поврзуваат со она што го пронашле. Ако читаме во Дела 28.7, каде што Публи се нарекува владетел, односно првиот човек на островот Мелит, археолошките науди ја потврдиле ова употреба во официјалните документи. Гледате, Библијата зборува за таквите луѓе, ги назначува како првите луѓе во градот. Денеска археолозите нашле пронајдоци на глинени плочки каде што се спомнуваат повторно тие наслови. Значи, Лука кога пишува нешто или апостол Павле, а денеска ние тоа го читаме, тоа е веродостојно и треба да му веруваме. Еве, например, уште еден факт. Паганска жртва во Листра. Кога Павле и Варнава пристигнале во Листра, Дела 14 глава од 6 до 18 стих, Павле исцела еден куц, еден, значи сакат, човек кој страдаше од раѓање. Како резултат, паганската толпа заклучиле дека тие се богови. Зевс и Хермија, или Хермес. Значи, тие мислеја дека Павле, мислам дека беше и Варнава, да, кога го излекувале тој човек, народот во нив видел дека тие се богови, воскреснати богови, односно Зевс и Хермес, и донеле волови да ги жртвуваат. На паричката издадена во Листра е прикажан свештеник кој предводи 2 вола на жртва, исто како што отидоа да ги жртвуваат на Павле и Варнава. Целата ова приказна одговара на начинот на живот што постоел во Листра. Гледате, почитувани гледачи, денеска археолозите пронашле, значи, парички со 2 вола, што укажува на тогашното верување и на настанот кој се случил, а го запишал апостол Лука во Дела во 14 глава. Еве, толку за археологијата. Веќе дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Ви закажувам, почитувани гледачи, нова средба утре, ако Бог даде, живот и здравје во исто време и на исто место. А на сите вас кои го прославувате вашиот роден ден, денеска ви го честитаме и ви посакуваме секој добро од Господа. Пријатно од студијето на Радио Гласна надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет
ili v pečatena forma.